А сега нагости ни ќе намине, да, Викторија Коцева, а драго ми е што ова утро, еве млада, перспективна, ранобудник, така, убава, средена и тука кај нас во утринската програма. Сите комплименти на нејзина адреса. Сите комплименти, затоа што сега зборувавме и за младите, како повеќе да се социализираат. Сузе, добро утро за тебе. Добро утро за Викторија. Ке промовираме нова убава песна, насловена токму така, ке наминеш. И драго ми е што вака младите одат понатака и се редат песни и тука да сте ни во Македонија со многу уште повеќе музички numери. Ќе ја слушнеме така песната на крај. Ќе ја слушнеме, не само што ќе ја слушнеме, однапред апелирам на сите гледачи да ги одложат сите обврски кои ги имаат во следниве минути, бидејќи на вистина видеото и посебно звукот кој што е донесен во самата песна е нешто што ќе ги врати во најубави времиња. Во едни многу убави времиња, а во едно многу интересно пакување, да. Ајде да видиме зашто станува збор. Добро утро и од мене официјално, Викторија Коцева, наша прва утринска гостинка, ново име на нашата естрада и верувам млада дама која нема да ја заборавите од денеска па натаму, туку ќе чекате што е следно од Викторија. Вики, како си ова утро во нашето студио? Одлично, прекрасно, добро утро на вас и на вашите гледачи. Има прекрасна енергија овде и баш ми е мило и драго што ето утро имаме прилика да си поразговараме и да испромовираме, нели, мојата прва официјална преработена песна. Да, преработена песна, бидејќи оваа песна пред некои си 50-тина години од прилика, така, да. Ја има отпеано легендарната Даниела Панчетовиќ. Да. Значи, еден звук од она време во денешен амбиент, но со ретрофазонот задржан. Ретрофазонот е многу задржан во песната, така да ќе доживеете еден прекрасен музички времеплов кој што верувам дека сите ќе ги разгали наши гледачи. Вики, тебе музиката и танцот ти е, би рекла, се во животот, така? Точно, да. Ако вака треба да ги ставиш на една вага, што е повеќе важно за тебе, пеењето или танцувањето, што би било тоа? Па тешко да можам да издвојам едно од друго, различно е, мислам, и едното и другото го сакам на, да кажам, некое исто ниво, различна енергија, посебно се чувствувам кога танцувам, посебно се чувствувам кога пеам, така да не ми можела баш да издвојам едно меѓу друго, мислам и двете, тоа е, мислам, она што ми лежи унака уметноста и посебно, нели, кога сум на сцена, кога настапувам, така да чувството е исто, така не можам да одвојам. Ајде малку да те доближиме сега до публиката, бидејќи не те знаат, верувам, не те гледале, допрва ќе те гледаат, родена Радовишанка. Да. Имаш 25 години, 25 години, да. Имаш завршено 2 факултети, замислете, 2 факултети. Паралелно, да, во исто време. Паралелно во исто време, економскиот. Така, ги дипломирав во 2 недели и 2 факултети. Секоја чест, на вистина. Да. Економскиот факултет е нешто што го сакаше или ти дојде така по нека случајност? По некоја случајност, тотално. Животот ме однесе некако во таа патека, го почнав. Иако знаев дека не е во целост она што сакам, нели, да бидам и да го работам понатака во животот, меѓутоа јас сум таков карактер, кога ќе започнам нешто, го терам до крај. Не го оставаш незавршено, секоја чест, браво. Да. Ама танцот не ти дојде случајно. Не. Одлучи да се запишеш и на современ танц. Современ танц на универзитетот во Штип. Да. Так. Гоце Делчев Штип, на Филмска академија, смер современ танц. Так, и сега професорката Рисима Рисимкин. Да. И сега си веќе на постдипломски студии? Да, точно. Да. Веќе сум во некои крајни фази, треба да магистрирам. И што понатака? Како се гледаш понатака себе си? Па сега мислам дека е ред конечно на музиката. Ама се да биде економски оправдано, иначе џабе не е таа диплома што ја имаме. И сега љубовта кон пеењето и кон музиката тебе те донесува кај кој друг, ако не кај единствената наша Андријана Јаневска. Да. Како одлучи неа да ја дадеш довербата, кај неа да работиш и со неа да создаваш музика? Па некако после, нели, сето тоа, факултетите, немав доволно. Јас од секојаш знаев дека, нели, ќе дојде моментот и на тоа да се фокусирам повеќе на музиката и на пеењето и нормално, нели, мислам, ние сите пееме и знаеме да пееме. И јас
знам дека нели го Кога сакам некој тоа. природно се родил со талент, мисли дека е тоа се, Да, но не е тоа тоа се. сакав малце повеќе нели да го донесам тоа на некое друго ниво, да имам повеќе техника во пеењето, да научам нешто повеќе и така мислам се распрашував и слушнав дека нели Андријана Јаневска има школа, држи часови по соло пеење и така стигнав до неа и веќе 1,5 година работиме заедно и ми е одлично, мислам имаме одлична соработка и ете нели песната е продукт на сето тоа, на целиот тој период кој што воедно беше и нејзина идеја да ја нели да ја обновите оваа песна, да ја дадете живот. Да, верувам дека и гледачите ја имаат подзаборавено која беше оваа песна, ќе наминеш ти, ама сум сигурна дека веќе после првиот рефрен ќе се присетат, особено повозрасната публика. Што научи во овие година и половина? Колку доби во твојот музички израз, во твојата самодоверба? Колку се промени ти во овие чекори кои ги добиваш? Мислам, значајни лекции кои ги добиваш кај Андријана. Па, повеќе самодоверба дефинитивно. Баш се има влијание она која имаш веќе техника, која знаеш се како функционира, дека не е само нели пеењето и гласот како вокал, дека треба да се има некоја техника и мислам дека тоа најмногу ми дозволи некако и да отидам на некое друго ниво и да видам се видиш себе си во друго светло. Да, во нели мојата изведба. Да. Драго ми е многу што си ја дала неизадовербата, бидејќи си во вистински раци и посакувам да ги следиш сите нејзини совети затоа што таа едноставно знае што прави. Да, имам одлична соработка и баш ми е мило и драго што ете нели имаме таа конекција, се попредавме двете одлично. Одлично. Раскажувај ми нешто повеќе сега за снимањето, како течеше спотот, каде ги избравте локациите, некоја ми личи на рурална средина, каде е снимано? Па сакавме да поврзаме нели со тоа старо Скопје од тоа време, уште така и дојде целата идеја нели дека е преработка од стара песна од 70-тите и кога размислувавме заедно со видеографот што го снимавме спотот, Владислав Гавриловски, дека ќе го поздравам во овој момент, што исто така многу ми помогна и околу идејата и да го реализираме тоа и некако се природно течеше скроз, дури и чудно како така лесно ни идеше, дека за многу брзо го снимавме спотот, немаше потреба од повеќе денови нели да се реализира сето тоа. Го снимавме за буквално 4 сати целиот спот. Идејата дојде од тоа нели кога размислувавме што сакаме нели како да изгледа сето тоа. На тоа старо Скопје се задржавме. Спотот е сниман во двор во Скопје, во центар, кај едни стари луѓе што беа многу гостопримливи и ни дозволија да го снимаме спотот во нивниот двор, да. И беше одлично. И ова е твое прво вакво искуство, така нели? Првенче, значи верувам дека и со многу специјална емоција, со неверојатна возбуда си влегла во сето ова, а и веројатно и ова твое прво гостување сигурно не е нешто што ќе го заборавиш, туку ќе го паметиш долго, така. Дефинитивно, да. Овие почетоци, нели? Јас посакувам во светот на музиката и на танцот навистина да ги доживееш најблескавите моменти и музиката и танцот да те однесат секаде онаму каде што посакуваш. Ама музиката не е нешто што е новост во вашето семејство, во твоето семејство и тоа како се негува музиката, така нели? Кој најсилно и најгласно пее? Најсилно и најгласно, што од мала мислам тоа потекнува од музичка фамилија, мајка ми цел живот се бави со тоа, пее, татко ми свири гитара, заедно се во бенд, тоа го работат и некако музиката уште од многу мала, мислам, тоа е дел од мене. Ние сме цело време обкружени со музика. Добиваш ли некои сугестии од нив, забелешки? Ти даваат ли некоја критика или едноставно те бодрат само во ова што го правиш? Па само ме бодрат, они се пресреќни за тоа што го правам, што нели ете се одлучив на тоа. А критики не толку многу, само пофални зборови,
Рано е се уште, верувам дека кога секој ден ќе те гледаме по телевизија, кога ќе те гледаме на разноразни гостувања, сигурно дека и ќе си дозволат да ти кажат најдобро намерно, бидејќи некој што ти го мисли единствено доброто, тоа се твоите родители. Никој на светот не може да ти каже нешто поискрено од она што ќе ти го кажат твоите родители дома. Зашто станува Викторија во иднина? Дали сакаш да се видиш на некој од домашните фестивали или може би подалеку? Па, пошироко? Јас би најпрво, нели, дома. Сакам да се обидам и да пробам, нели, да дадам се од себе. Скроз сум и мотивирана и сакам да работам и сакам да дадам, нели, она што го имам, што сметам дека, нели, можам да го дадам на публиката и на слушателите, да кажам. Се подготвувате за нешто такво во блиска иднина? Па да. Да, сакам, мислам, Седен чекор, сакам да биде моја авторска песна, да правам моја авторска музика. Уште сум на почеток, уште пробувам да го најдам каде е моето место точно, во кој дел, каде најмногу се пронаоѓам, меѓутоа знам дека ќе биде. Имаш некоја желба дует да испееш со некого, можеби? Па немам размислувано на тоа моментално, да. За почеток сама песна, мислам дека би било. Имаш преку викенди настапи и многу си ангажирана, предпоставувам дека нема минута во денот која ти е слободна, нели? Како постигнуваш, секој викенд патуваш, ама баш секој викенд скоро 2 години патуваш и настапуваш во Битола. Да. Секој викенд, па тоа темпо реално напорно е, меѓутоа си мислам која пак на крај го правиш тоа што го сакаш и не е толку тешко, мислам, пак се. Ама веќе и Радовишкиот го заборави, слушам дека и битолски почнуваш да ми фаќаш помалку, а? Ја сакаш Битола? Да, ја сакам Битола. Многу убаво ми е таму кога одам, иако е напорно кога одам таму, сепак пак наоѓам време онака да издишам и да се одморам. На Широк сокак ми е идеално, Широк одлично. сокак е магија, посебна магија. Кој Посебна дошол, магија има, да, дефинитивно. зачекорил по Широк сокак, тој не може да остане рамнодушен на Широк сокак. Се уште за твојот град да ми кажеш, бидејќи јас многу малку сум го посетила твојот град, Радовиш. Што е она што задолжително мораме да посетиме кога ќе дојдеме во Радовиш? Дефинитивно црквата. Која црква? Света Троица. Света Троица. Да. Во градот или во близина на градот? Во градот, на самиот влез, да. Прво нешто од левата страна е црквата Света Троица и е дефинитивно нешто што мора да се посети во Радовиш. Одлично, добро, ќе запаметам, а на културно-забавен живот се случува нешто таму или помалку? Помалку. За жал помалку, ама така во помалите места. Е така. Дај Боже да се сменат нештата и да заживее Радовиш и во тој поглед, да има настани кои што ќе бидат ете така една храна за луѓето кои што сакаат да бидат присутни на таквите настани. Викторија, многу ти благодарам што ова утро ни дојде. Го скршивме мразот. Посакувам од овде, од студиото на Алфа телевизија, буквално да те бараат на секаде, а и ќе видите и зошто, бидејќи таа има еден прекрасен, неверојатен глас кој што освојува, смирува, опушта и посебно убаво изгледа. Во видеото тоа и ќе ви се потврди, да, и вака прекрасно изгледа, но јас посакувам навистина после првата авторска песна веќе да го собирате и материјалот за еден целосен проект, за еден албум кој што ќе биде твоја лична карта и нешто што ќе ти ги отвори вратите и подалеку од нашите граници. Дај Боже. Сега наместете се премиерно ние да ја чуеме и видиме Ке наминеш. Ли или ти? Ке наминеш. Само ке наминеш. Ајде да наминеме до кај вас сите и да ве погалиме со музика. Pogledaš kaj mene vo jeden kak
postoji tvoj portret, ke potreperi cigarata v race tvoj, štom ke vidiš deka žive toj svet. Zar može vreme to da teče za nas? Ova soba postoji samo za tebe. Ti ovde živeš sekoj den, živeš sekoj čas, sve gde ostavi svoj trag, poseke namineš kaj mene nekoj den. Izmoren spomen da baraš svoj, ke te ljubam i nema da veruvam, zašto dok ova soba bev sama. Zar može vreme to da teče za nas? Ova soba postoji samo za tebe. Ti ovde živeš sekoj den, živeš sekoj čas, sve gde ostavi svoj trag, poseke namineš kaj mene nekoj den. Izmoren spomen da baraš svoj, ke te ljubam i nema da veruvam, zašto dugo ova soba bev sama, zašto dugo ova soba bev sama.